Иновативноста секогаш ме изненадува и секогаш ме тера да бидам подобра и секогаш да правам креативни рецепти, а најчесто си играм со храна. Денешната епизода е инспирирана од сите наши пријатели кои редовно ме изненадуваат и ми ја снабдуваат мојата кујна, правејќи ме креативна и давајќи ми можност секогаш да експериментирам. Витаминка комплетно ми ја опремува секогаш кујната са најубавите масла брилијант, секако сите нивни зачини кои ги имам на претек и можам да си дозволам да правам рецепти, да тестирам рецепти, никој да не ми искара ако сгрешам, да на крајот во емисија да имаме нешто кое совршено ќе биде презентирано и ќе биде со одличен вкус за во вашите тетрадки. Денешната епизода ќе посветам на еден леп. Лебот со лук во суштина е нешто што сите сакаме да го конзумираме. Не дека е многу пријатно за во друштво, но секогаш кога ќе го исконзумирате, доколку тој е термички обработен, нема да имате таква миризба, ви ветувам, но денеска ќе направам леб со цела главица лук. Лебот со лук ќе ми биде звезда. Ќе го подготвам на еден интересен начин, се надевам дека ќе ви се допадне, бидејќи е многу декоративен и убаво изгледа. Дополнително, нашите останати пријатели, како што се Пакет МК, ПКБ-ско, Кареси горење, ќе ми овозможат да ви презентирам нови иновативни начини како да подготвите мезиња кои ќе одат совршено со тој леб. ПКБ-ско ќе искористам нивната сланина, затоа што сакам да ја исплетам во лебот. Пакет МК нормално се доставија на време за да можеме да ја снимиме емисијата и јас да го тестирам претходно лебот, благодарност до сите. А Карес ми доставија едно прекрасно апаратче, алатче, производче, како милувате, кое може да подготви домашно сирење. Кога беа децата мали, секогаш подготвував најразлични млечни продукти. Бев убедена и мислам дека ми беше правиот избор, бидејќи беа порано родени деца и мислам дека треба да работам на нивниот имунитет со тоа што ќе конзумираат здрава храна. Тогаш ги подготвував путерите, ги подготвував сирењата, павлаките што ги конзумираа и ги подготвував на нетрадиционален начин. Гази, крпи, топло млеко, прство млеко и така натаму. А Карес тоа го свеле на едно производче, каде што ќе го ставите млекото, за 15 минути имате совршени мерки како се да ставите добиете калап сирење. Може да го направите од најразлични млека. Денеска јас ќе го направам од кравје млеко, затоа што сакам да биде неутрално, бидејќи ќе има многу јак леб, многу ароматизиран, многу зачинет, ќе парира многу добро со сланината и ќе направиме леб во кори и дополнително мезе за сите вкусови. Ќе започнеме со лебот, бидејќи му треба време да стаса. Ќе го замесам додека моето млеко се грее. Значи млекото, ќе ви го покажам подоцна производот. Млекото има мерка, точно колку треба да го наполните. Во едниот сат се правите. Апсолутно се ставате во тој сат и сирењето излегува како калап. Посебно декоративен, бидејќи е целиот изребран од сите страни. И јас ветувам дека ќе го употребам и со зачини, ќе го употребам и со најразлични варијанти и ќе ги испрезентирам понатака сите варијанти за да може да си го набавите и да го имате во вашите домови. Имам 5 шолји бело брашно. Ќе го ставам целото и имам пченкарно брашно. Го ставам пченкарното брашно заради тоа што ми дава една дополнителна крцкавост на кората, една преубава боја на самото тесто, кое е жолто, има млекото е готово. Значи ќе го смениме редоследот. 15 минути беше во микро на 800 вати и сега бидејќи ни треба точно да ги следите упатствата. Карес имаат за вас во самата кутија имате една упатство, книгичка, каде што покрај тоа што имате рецепти, имате и како тоа се прави. Значи, во садот кој е обележан колку ставате млеко, ќе ставиме оцет. Оцетот му треба за да го засири млекото, само да проверам колку ни е потребно. Значи, имате две опции. Доколку го правите со оцет, ќе имате малку по-неутрално сирење и тогаш ви се потребни 20 мл оцет. За да имате 20 мл, имате обележано на самото капаче, јас денеска ќе го правам со оцет. Имате линија на самото капаче
ќе ставите до линијата. Како практично тоа го смислиле. Значи, оцетот, бел обичен алкохолен оцет, само ќе го стиснете за да се направи толку. Треба да го промешате. Не знам дали морам да го покажам. Гледате веќе како го ставате оцетот во завриеното млеко, тој веќе почнува да формира облачиња, го промешувате и имате алатка, дополнителна дел кој оди внатре. И, верували или не, само ви треба капачето. Си има обележано каде се става. Го затварате и го оставате малку да се подизлади околу 30 минути. Потоа треба да стои во фрижидер за целосно да се стегне и да имате преубав калап сирење. Ке не почека до крајот да видиме како ќе испадне. А јас ќе се вратам на моето тесто. Ќе го размешам за да ми се спојат белото брашно со пченкарното. И претходно, апсолутно нема начин како јас ова да не го направам. Се надавам дека не ми се лутите кога ме гледате дека сум целата брашнеста. Но, готвиме дома, тоа ни е дозволено. Имам сув квасец. Користам сув. Веројатно многу од вас мислам дека ми имате и пишано зошто користам цело време сув квасец. Користам сув квасец бидејќи многу пати сум пропатила од свежиот квасец. Свежиот квасец е навистина треба добро да биде чуван и во продавниците, добро да биде чуван и во маркетите кога го купувате или вие додека го ставате во фрижидерот или го замрзнувате. Доколку свежиот квасец не е добар, целиот труд ќе ви пропадне, така да секогаш кога користите, доколку ме гледате да користам сув квасец, вие можете да го смените со свеж, значи 5 грама сув квасец заменуваате една коцка свеж квасец, но тогаш ве советувам секогаш да го пробате квасецот на страна. Малку вода, една лажица брашно, една лажица шекер, промешајте, затворете, оставете го на страна 10-15 минути на топло, ќе видите доколку пени тој е жив, односно културата внатре му е жива, а сувиот бидете убедени дека секогаш е добар заради тоа што културата внатре е заспана и чека да биде разбудена од шекерот и топлата вода која ќе ја ставиме, а со процесот на месење се активира, односно му давате дополнително топлина. Ми фали сол, бидејќи е солено лепче. Го ставам на страните. Ова многу пати до сега сум ви го објаснила зошто го правам, заради тоа што сакам солта да не ми дојде во допир со квасецот пребрзо и да ми го спласне, односно да не ми го активира. Имам 2 чашки вода. Јас се мерам со мојата мерица која е обележана чашка и таа има околу 250 мл течност, односно има 200 грама брашно. Значи на 800 грама ви треба пола литра вода. Мојата е топла. И ќе видиме сега дали јас точно буквално 2 чашки. И ви треба 1/3 чашка секако брилијант масло. Мислам дека во моите мерици има апсолутно имам масло. И бидејќи водата е топла, побрзо ќе се активира квасецот, сето тоа убаво ќе го замесите. Ќе го месите од прилика 3-4 минути. Не треба да имате тврдо тесто, значи треба да биде замесено баш на меко, заради тоа што ќе стасува околу час до час и половина на топло. Јас секогаш сега на пример во последно време го ја користам рината на горење отпасле. Значи рината на горење има опција од кога ќе ја стоплите, потоа има вентилатор кој е тука за да ја олади. Значи ја уклучувам на силна температура, да речеме 150 степени, едно 3-4 минути, имате тајмер, можете да видите на тајмерот колку време било уклучена рената и кога ќе ја исклучите на копчето, таа почнува да се лади, односно внатре има вентилатор кој е тука за да ја излади порано.
Јас во тоа време го ставам лепчето внатре, кога знам веќе дека температурата брзо ќе падне, но ќе се задржи 10 до 15 минути висока температура и така лепчето и квасецот брзо ќе се активираат. Ќе го замесам баш меко, затоа што ми треба такво сунгиресто тесто и ќе го оставам да се одмори, а потоа ќе ви покажам како да направите убав, па и празничен можеби, леп со лук и сланина. Тестото го стасував час и половина и не знам дали може да забележите, баш е гумено, меко и нежно. Ви кажав дека го замесив на меко намерно, заради тоа што сакам сунгерасти, убаво сунгерасто тесто, но од кога ќе го стасате, треба повторно малку да го размесите и тогаш да дадете му, јас имам тука половина шолја брашно, односно да биде добро, само за да може да го растегнете на 3 кори. Значи ќе пресечам 3 еднакви парчиња, ќе ги направам во мали векнички, убаво ќе ги набрашнам. Затоа што ќе ги расукам. Ќе имам 3 убави кори, дебели кори, значи нема да правиме пита со тенки кори, него ќе имаме баш дебели убави кори. Корите се готови. Ќе го направиме мојот сос од лук. За да го направиме овој сос од лук, ќе ни биде потребно квалитетно маслиново масло. Ќе употребам, па мислам дека третина шише, брилијант секако. Па еве тука мерицата ми е обележана, имам околу 100 мл. Сега за сега, ако ми требаат повеќе ќе доставам. И имам цела. Одете со мене од ова. Употребете цела главица лук. Ќе го издамечиме лукот. И ќе го ставиме во маслото. Едно по едно, внимателно. Знам дека ова ви делува дека е многу лук, но поентата на ова луково лепче со сланина е секоја од корите да биде премачкана со масло и многу лук. Многу лук. Значи, лукот во овој рецепт ви е главната состојка покрај тестото. А јас секогаш уживам кога работам со лук, така да на кој му смета, нека си го направи само лепчето, без лукче, но ќе пропуштите една сензација, ви ветувам. Не знам колку ставив, мислам дека ставив 5 до сега, ќе ставам уште 2 чешња лук. Тие ми се последни од мојата главица. Лук. Треба да направите намаз од лук. Доколку имате охридско макало, слободно на место да го правите ова, додадете само маслиново масло, бидејќи ви треба количина и маслиново масло во рецептот, додадете го во охридското макало и ќе имате ова перфектна векна леп. Ќе додадам сол во маслото, затоа што не го засолив тестото, и ќе додадам бел бибер. Само колку за вкус. Ќе промешам и вака треба да ви изгледа примазот со кој ќе ги премачкаме трите кори. Ќе ставам повторно брашно, без разлика што го имам, што ми е плотната со лук, целиот леп треба да мириса на лук. Ќе ставам убаво брашно врз кората, ќе го расукам, не треба да биде многу тенко расукано. Значи, еве, се надевам дека некој од камерите ќе може да фатам, че треба да биде од прилика 7-8 мм дебелина на кората, не треба да го растегнете на ниво на пита. Може би прво
ќе биде да. Мислам дека ќе биде прво паметно, заради тоа што ќе биде тежок хлебот, да си земам тавата врз која ќе ја печам, значи рамна тава со фолија, тоа е со хартија за печење. И оди првата кора. Ќе ја расукам и втората кора, повторно во слична димензија и дебелина. Пред да ја ставам, ќе ја премачкам првата кора дарежливо со целиот намаз од лук и масло. Потрудете се да ставите и парченцо лукче. Не ви треба само ароматизирано масло, туку ви треба баш и лукот да се залепи за кората. Префрлете другата кора. Малце подалеку, нема врска ако си скине, ќе го исплетеме во плетенка. Не се грижете. И истата постапка со втората кора. Тоа е со третата, бидејќи првата ја ставивме најдоле. Само грубо размесете ја. Премачкајте го тестото, тоа е кората со остатокот од лукот. Ова му доаѓа некаја постапка како со лиснато тесто, затоа што сакате сите парчиња, сите кори да се двојат, меѓутоа тие да пораснат. Ова е знак дека рината е веќе ја има постигнато својата температура. Ќе ја печеме на 200 степени. Префрлете ја. Само да расчистам малку, за да можам потоа да го сплетам целото тесто. Следно што ќе направиме, ќе направиме зракаст пресек, односно ќе направам неколку пресеци за да можам да ги замотам во плетенка каде ќе ставам прекрасна сланина пекавеска. Доколку не јадете сланина, ставете пршута, ставете или не мора ништо да ставите. Јас овој пат сакав да го направам. Видите, само морам да ги изборам 2, 4, 6, значи треба да бидат парен број на зракови, зраци. Шест, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 ми остана така. Сега имам сланина и ќе исечкам на потенки, значи само на ленти. Ќе ставам на зраците. Ова баш нема да ми биде ова еве кој го чека. Се што е несовршено за презентација во емисија го конзумира Бони. Се шегувам. Вистина внимаваме што јаде, затоа што кучињата имаат осетлив желудник, а она е навикната да јаде сува храна. Некогаш можам да одолеам на незините срнечки очи. Овој рецепт за леп, морам да ви кажам дека ми е од рецепт во еден турски хотел. Зимата, минатата зима, мислам дека бев на една обука во Истанбул и хотелот беше многу убав и имаше можност за време на доручекот и ручекот да ги видите сите готвачи кои работат во хотелот како ја спремаат храната пред вас. И доколку сакате да исконзумирате нешто што е можеби баш спремно во моментот, треба да го почекате.
и целата храна се подготвуваше на лице место. Ја спремија ова лепче, луково лепче, не употребијам сувомеснат производ, тоа е мојата промена. Но начинот на кој го правеа беше овој и кога излезе тоа од фурната, тоа изгледаше феноменално. Морам да ви кажам дека останав без јадење тој ден, заради тоа што решив да го чекам лепчето, но ми започна предавањето, па морав да се качам и не го пробав, значи не знам како е на вкус, но толку ми се допадна поставката што морав да ја искомбинирам. И сега, начинот на кој ќе ги направиме зраците е зимате два и ги моткате за да направите една убава, не знам, ајде да го наречеме како латица од цвет, а сланината да остане заробена внатре. Значи почнувате да виткате на надвор. Мислам дека ми се залепило, да. Еве како тоа треба да изгледа. Повторно две парчиња, замоткајте ги. И продолжете со останатите. Ви ветив дека ќе биде убаво, така? И покрај цела главица лук. А кога ќе се испече, бидејќи маслото, брилијант маслото е веќе ароматизирано, тестото ќе биде баш мрсно. Биде стварно сензационално. Бони, ја слушате како гребе? Бони и мириса на прекрасни мириси и зачини. И така. Ќе земам ножички за дополнително да го декорирам и само ќе го пресечам за да му направам зраци. Овие се ножички кои ги користам во кујна, секогаш се чисти. И ќе оди во рерна. Околу, под дебелината на тестото, околу 30 на минути на температура од 200 степени. Тестото ќе нарасне, ќе се ароматизира, целата куќа ќе замириса на лук, но со сирењето ова е совршен оброк. Следно ќе го провериме сирењето и ќе го спремиме за сервирање. Лепчето се печеше и мојата лукова креација е веќе готова.
Јас ви гарантирам дека ова може да е оброк. Денеска избрав да ви направам само еден рецепт покрај сирењето, кое ќе го послужам заедно со лепчета, па има ли подобар оброк од лепче и сирење. Ова е тоа што испадна на крај. Ќе видите дека лепчето е крцкаво. Крцкаво е заради тоа што знаете дека ставивме многу маслиново масло брилијант и апсолутно може да си ја повлечете и ако сакате да биде тоа декоративно. Вака изгледа. Начинот на кој го подготвуваме, барем така објаснија во хотелот, е да може да искинете едно парченце и да може да гледате, знаете турците дека изобилуваат со сите оние мезиња, намази кои ги имате на масите и јас мислам дека им направив баш сериозна реплика на техниката која употребува. Се сеќавате дека направивме сирење во садот на Карес, тоа се прави за буквално 1 час, половина час му треба да се направи сирењето, вие го објаснив процесот. Значи, она што не можев да ви го објаснам, бидејќи бара измеѓу се случи, е што кога сирењето ќе засири внатре, тоа е како во парталчиња, за да може да имате убав калап сирење, убаво ќе го засолите. Ова е количината која буквално би ја добиле од количината на млеко која ја употребивме. Засолив по вкус, вие ставете толку колку што сметате. Ова е свежо сирење, баш младо сирење, свежа направено и може да биде дел од вашите трпези доколку си ја имате, доколку го имате овој сад, че само превртете го. Погледнете што добивате и јас ќе одам чекор понапред. Како и секогаш. И ќе се обидам да го зачинам сирењето. Ќе го зачинам со мајчина душица, а следниот пат кога ќе го правам сирењето, ќе ја ставам внатре и ќе се обидам да направам зачинето сирење. Обседната сум со зачинати путари, зачинати сирења и начинот на кој сакам ова денеска да се конзумира е со тоа што ќе му ставам малку мајчина душица, за да го збогатам по вкус. Имам буковец, прав македонски деликатес. Треба прво Маја да го отвориш капачето. Сите имаат витаминка, милници, капачиња, Маја. И на крај ќе го збогатам и ароматизирам со убаво маслиново масло брилијант. И тоа беше се за денеска. Ви подготвив многу едноставен рецепт на ченкарно лепче кое го збогатив со преубавата сланина на пекабеско и луково масло кое го направи крцкаво, совршено ароматизирано, а ќе го конзумираме со свежо сирење. Вие направете ваши опции, ваши варијанти, пратете ни слики, секогаш со радост ги следам вашите креации. Многу ми се допаѓа кога ќе ви инспирирам и ќе ве охрабрам да експериментирате со рецептите. Јас ќе морам да го пробам, заради тоа што се уште е топло и можам само да замислам како е вкусот на една ваква креација. Погледнете како изгледа, значи внатре е сланината и лепче со сиренце. Баше право здравје. Ние се гледаме со нови рецепти и нови идеи.